Одличен разговор, Бела, супер информации дадовме на нашите гледачи, многу теми загатнавте и верувам дека допрва ќе имаме ние простор да разменуваме енергија со тимот, со големиот тим на Себесложувалка, а ние продолжуваме со минутите за здравјето. Ви најавив на почетокот дека во чест на 13 февруари, интернационалниот ден на подигање на свеста за епилепсијата, ние ова утро разговараме заедно со доктор Марија Милановска, специјалист невролог од Невромедика, која што ќе ни открие многу повеќе за тоа што е епилепсијата, како настанува, како се третира и како се пружа прва помош во случај на епилептичен напад. Добре дојдовте во студиото на Алфа. Добро утро, ви благодарам, добро ве најдов. Така, еве за почеток, ајде да започнеме од тоа што е епилепсијата. За некои е болест, а за некои е само состојба. Така. Во суштина епилепсијата се третира како состојба, не како болест. Представува хронично, понекогаш прогресивно невролошко расстройство, односно состојба која што на клинички план се карактеризира со појава на чести непровоцирани епилептични напади кои што настануваат како резултат на така наречено електрично празнење во мозокот. Така. Кажете ми нешто повеќе како се манифестира, како да ја препознаеме и дали е вродена или може подоцна да се случи епилепсија? Така. Ќе ви одговорам најпрви на првото прашање како се манифестира, односно како да се препознае епилептичен напад. Во зависност од тоа во кој дел од мозокот настанува патолошкиот процес, односно така нареченото електрично избивање, може да се на клинички план да се манифестира епилептичниот напад на најразличен начин. Ако е зафатен само еден дел од мозокот, односно ако со електрично избивање е зафатена само една ареа од мозокот, тогаш епилептичните напади се карактеризираат како фокални, односно парцијални и на клинички план може да се манифестираат со неволни движења на одредени делови од телото, најчесто раката, ногата, одреден дел од лицето, фреквентно трепкање со очните капаци и така натаму. Доколку се зафатени поголеми регии од мозокот, односно левата и десната хемисфера, тогаш станува збор за така наречени генерализирани епилептични напади, кои што се многу драматични и општо познати на сите нас. Так. Тие на клинички план се манифестираат со неволно тресење и грчење на скелетната мускулатура, помодрување на лицето заради отежнато дишење, загуба на свест и нагло паѓање на пациентот. Так. Во природата на секој еден од нас е да ги бараме причините зошто нешто настанало, зошто нешто сме го наследиле или зошто нешто сме го стекнале во текот на нашиот живот, без разлика тоа во кој стадиум од животот на човекот е. Од некоја моја мало истражување кое јас го правев овие 24 часа е дека дури 65% до 75% од причините се непознати зошто настанува. Так. Кои се познатите причини до кои сме некако дошле научно докажани? Сиве овие години на полето на епилепсијата се прави интензивно истражување да се демистифицираат тие 70% на непознати етиолошки фактори, односно така наречена идиопатска епилепсија, и науката за жал се уште нема конкретен одговор зошто кај некои луѓе се јавуваат епилептични напади, а кај други не. Буквално сите луѓе на планетата Земја може да добијат епилептичен напад, никој не е амнестиран. Меѓутоа, познато е дека кај тие луѓе кои што добиваат епилептични напади постои така наречен епилептичен праг, односно сусцептибилност или можност за полесно добивање епилептични напади во споредба со општата популација, и тој така наречен епилептичен праг кај тие луѓе е многу низок. Кога станува збор за така наречената идиопатска епилепсија, причините за појава на епилепсија се непознати и можеби тоа не е голем хендикеп затоа што тие епилепсии се едни од најтретабилните, односно епилептичните напади кај таквите типови епилепсии многу полесно се ставаат под контрола. Во останатите 25 до 30% причините се познати и тогаш зборуваме за така наречени симптоматски епилепсии и тие може да бидат најразлични. Во детската возраст, кога најчесто се јавуваат епилептичните напади, причините за појава на епилепсија може да бидат така наречени развојни малформации на мозокот кои што настануваат во текот на бременоста, за време на породувањето или кратко по породувањето во првите месеци од животот. Најчесто се тоа
оштетувања на мозокот кои што настануваат како резултат на страдање на мозокот за кислород во текот на бременоста или самото породување, кога настануваат така наречени хипоксично-исхемични енцефалопатии, односно оштетување на мозокот како резултат на недостаток на кислород во краток период од во краток временски период. Знаеме дека мозочното ткиво е многу осетливо на недостаток на кислород и промените кои што настануваат во текот на тие неколку минути се за жал трајни и тие се едни од најсилните генератори на епилептични напади. Кај повозрасната популација над 65 години исто така се зголемува преваленцата, односно можноста за добивање на епилептични напади и тогаш причините се како резултат на мозочни удари, мозочни креварења, така наречени артериовенски малформации, мозочните тумори исто така може да генерираат епилептични напади, потоа различни видови на системски заболувања кои што фаќаат метаболни промени, промени на вредностите на гликемијата, односно шеќерот во крвта, електролитни дисбаланси, мозочни инфекции и така натаму. Невродегенеративните заболувања како што се деменцијата, односно Алцхајмеровата болест и Паркинсоновата болест во понапреднатите стадиуми од болеста исто така може да се манифестираат со епилептични напади, а исто така и мултиплата склероза. Пред да ве прашам како се лекува и кој е современиот третман на епилепсија, да ве прашам можно ли е комплетно да се излекува епилепсијата и да стане само една епизода од нашиот живот? Така, постојат случаи каде што е можно комплетно излекување на епилепсијата и за тоа постојат критериуми. Во првите месеци од кога ќе се појави епилептичниот напад, кој што може да биде само изолиран и не мора да значи епилепсија. Еден епилептичен напад не значи епилепсија. Меѓутоа, доколку се појават два изолирани, непровоцирани епилептични напади во период подолг од 24 часа помеѓу првиот и вториот напад, тогаш веќе станува збор за дијагноза епилепсија. Може да се излекува епилепсијата доколку на време се препознае и адекватно се третира со адекватно избрани така наречени антиепилептични, односно антиконвулзивни лекови, кои што се одредуваат врз основа на типот на епилептичниот напад, дали е тој фокален, дали е генерализиран, дали е симптоматски или идиопатски тип на епилепсија. Најчесто во третманот се почнува со ординирање на така наречен монотерапевски пристап, односно се ординира првин еден антиепилептик во оптимални дози кои што ќе обезбедат контрола на нападите, а при тоа нема да имаат несакани ефекти и да ги нарушат останатите органи и органски системи. Доколку со воведувањето на антиепилептикот мора да биде многу внимателно и неговото воведување, односно покачувањето на дозите мора да оди споро, со цел да не се предизвикаат несакани ефекти и доколку станува збор за индивидуи кои што имаат и други болести, односно состојби, треба да мислиме на нив. Често тоа се пациенти кои што се оптоварени со друга терапија, земаат лекови заради некои други болести, состојби во организмот и мора да мислиме на тоа. Антиепилептиците, односно лековите кои што се користат во третман на епилепсија имаат тенденција да реагираат со другите лекови кои што пациентот можеби во моментот ги прима кога се дијагностицира како пациент со епилепсија, па мора да мислиме и на тие моменти. Доколку со еден антиепилептик не успееме нападите да ги ставиме под контрола, односно доколку и покрај оптималната доза на тој антиепилептик пациентот се уште добива напади, тогаш се размислува за воведување на нов втор антиепилептик, чија што доза ќе биде прилагодена во однос на дозата на претходно ординираниот антиепилептик и тоа е така наречена двојна терапија. Постојат случаи, за жал, кога и покрај адекватно два избрани антиепилептици во оптимални дози, понекогаш не можеме да ги ставиме епилептичните напади под контрола. Во помал број од случаите се прибегнува кон ординирање најчесто и на трет антиепилептик, што представува максимум во класичниот третман на епилептичните напади. И за жал, во мал процент од случаите кај пациенти со епилепсија и покрај три ординирани антиепилептици, понекогаш не можеме да постигнеме контрола на нападите. Во тие случаи станува збор за така наречена фармакорезистентна епилепсија, епилепсија која што е резистентна на лекови кои што се користат за третман на епилепсија. И во тие случаи прибегнуваме кон други методи, најчесто се тоа хируршки методи за третман на епилепсија, за кои што критериумите се многу строги и дали ќе
биде подвргнат пациентот на хируршки третман, многу зависи од епилептичната зона во кој дел од мозокот се наоѓа, дали е лесно достапна за неврохирургот, дали се предвидуваат и ризиците после оперативниот третман, дали евентуално после оперативниот третман пациентот би имал приближно ист квалитет на живот како пред да ги добие епилептичните напади. Значи мора да бидат задоволени многу критериуми за да еден пациент се подвргне на програма евентуално за хируршко решавање на епилептичните напади. Така, благодарам. Што се однесува до овие напади кои секогаш не се пријатни, ниту за самото лице кое се соочува со оваа состојба, ниту за околината и за луѓето кои што тука ќе се затекнат, околу целото ова стигматизирање би проговориле ние малку подоцна, но еве да ве прашам што го причинува епилептичниот напад, доколку лицето уредно зема терапија, доколку му е точно одреден начин на лекување, дали стресот на извесен начин може да влијае за почести или непредвидени вакви епилептични напади. А ние стресот не можеме да го елиминираме од нашите животи. Не можеме да го елиминираме, меѓутоа можеме да го одбереме начинот на кој што ќе реагираме на стресот и на тој начин да го минимизираме. Постојат случаи покрај каде пациентите и покрај редовното и навремено земање на терапија може да се случи да добијат напади. Тие не се толку чести, меѓутоа нели тенденцијата на секој епилептолог, невролог е минимален број на напади или воопшто немање на напади. Кога станува збор за редовно и навремено земање на антиепилептична терапија, повторно добивање на напади, треба да размислуваме за така наречените тригер фактори кои што може да предизвикаат појава на епилептичен напад. Го споменавте стресот, позитивен или негативен, интензивната емоционална, позитивна или негативна ситуација во која што може да се најде пациентот, интензивната емоција, значи, дури преголема радост може да предизвика епилептичен шок. Преголемата тага, возбуда може да предизвика, да го провоцира епилептичниот напад. Загадениот воздух дали игра улога? Се разбира, секако, да. Нередовниот стил на живот. Тоа подразбира ненавремено земање на ненавремено земање на храна, дехидрирањето, неуредни оброци, сонот како еден од клучните фактори, да, за да функционираме како што треба. Ако не сме наспани, ништо не сме способни да одработиме, да. И лишувањето од сонот е всушност еден од главните тригер фактори кои што доведуваат до појава на епилептични напади покрај редовното земање на терапија. Сонот природно представува тригер фактор за појава на епилептичен напад. Голем број од нападите се јавуваат во сон или веднаш после будењето и тие може да бидат потенцирани доколку индивидуите со епилепсија заспиваат касно во текот на ноќта. Обично препорачуваме 8 часа квалитетен сон, што подразбира да нема прекини на континуитетот на сонот во текот на спиењето. Најдоцна, јас им препорачувам на моите пациенти најдоцното 22, односно 23 часот да се во кревет, во една пријатна атмосфера, без екстерни стимули, односно телевизија, телефон и така натаму, да потонат во сон кој што ќе им овозможи квалитетно спиење со сите фази на сон. Ноќно спиење, по можност да не биде дополнето со денско, бидејќи тоа не е исто, не е ли? Се разбира, да. Што е со моментот на средината, на околината, која неретко знае да изреагира лошо, да ги избегнува личностите кои што се навистина во една незавидна ситуација? Така. Колку е тоа причина повеќе за да нивната состојба се влошува? Тоа е еден феномен кој што се среќава во сите земји, без разлика на степенот на економскиот и социјалниот развој. Стигмата која што е поврзана со епилепсијата е навистина тешка за пациентите и за нивните семејства. Се уште, за жал, во некои делови од светот, епилепсијата се третира како заразна болест, како ментално, односно психијатриско заболување, а пациентите кои што живеат со таа, да кажеме, диагноза, како и членовите на нивното потесно семејство, мора да го
носат товарот на општеството и социјалната средина во која што живеат. Како резултат се разбира за жал на се уште недоволното разбирање за тоа што значи епилепсија. Епилепсијата не е заразна болест. Со епилепсијата може многу добро и квалитетно да се живее, доколку истата навремено биде диагностицирана, доколку биде ординирана адекватна терапија и доколку пациентите се придржуваат на животните навики кои што ќе бидат препорачани од страна на специјалистот, неврологот кој што ординира терапијата. Така. Имаме доволно време уште да им кажеме неколку совети и препораки како да пружат прва помош на гледачите во случај да одредена личност во нивната непосредна средина добие епилептичен напад. Ова е многу корисно да го знаеме, а најлесно е да се повлечеме и најлесно е да се исплашиме или да кажеме јас ова не можам да го гледам. Така. Пред се, кога станува збор за пружање на прва помош во тек на еден таков драматичен настан, ми се осврнала први на нападите кои што можеби на почетокот заборавивме да ги спомнеме, а тоа се така наречените абсанси или птимал напади, кои што на клинички план не се манифестираат ниту со тресење, ниту со грчење на скелетната мускулатура, ниту со нагло паѓање на пациентот на земја. Најчесто се јавуваат кај дечињата и кај адолесцентите и на клинички план се манифестираат со фреквентно трепкање на очните капаци или за момент исклучување од средината во која што се наоѓаат. Кај малите дечиња, кај дечињата од 2 до 5 годишна возраст, најчесто настанува прекин во некоја активност која што ја прават. Например, како да стануваат отсутни за миг, како да не се тука. Отсутни за миг од средината. Например, во текот на играњето ќе престанат да ја прават активноста која што ја прават и краткотрено се загледуваат во некоја дистанца. Зошто го спомнувам ова? Ова може да биде изворедно опасно кај повозрасните дечиња кога ќе се најдат во средина која што не е безбедна како што е домот во кој што живеат. Краткотрајното отсуство, односно засегањето на свеста кога ќе се најдат во сообраќај може да значи фатален крај. Затоа ги спомнав тие така наречени абсанси. Од друга страна, генерализираните тонично-клонични напади кои што одат со една драматична клиничка слика, најпрв им почнуваат со неволни движења на екстремитетите на рацете и нозете, потоа со едно нагло зголемување на тонусот на рацете и на нозете, со едно тресење, грчење, заземање на посебна положба на телото, така наречена децеребрациона ригидност, каде што настанува извивање и на горните и на долните екстремитети, кревање на трупот, помодрување во пределот на лицето, ливидни усни како резултат на отежнатото дишење и загуба на свест. Често грешат и најблиските членови на семејството и луѓето кои што ќе се најдат затекнати во една таква ситуација, буквално не треба да правите ништо. Тоа е една електрична бура во мозокот, едно електрично празнење кое што не е зависно од нашата желба, волја или тенденцијата да помогнеме. Најлесно, најбезбедно и најдобро можеме да го заштитиме во тој момент пациентот кој што добива епилептичен напад, ако не се обидуваме да му ја отвориме устата, односно долната вилица. Во тие моменти на епилептичен напад настанува така наречен тризмус, односно грч на долната вилица која што е подвижна. И во тие моменти голем број од членовите на неблиското семејство, сопружници, родители се обидуваат, ги фаќа паника и се обидуваат да ја отворат устата со цел да не си го голтнат јазикот, кога настануваат најчесто најголемите повреди, со желбата да им се помогне, всушност може да се направи поголема штета. Едноставно, треба да се обезбеди околината, да не се прави преголема гужва околу пациентот. Некои луѓе се водени од желбата да помогнат, други се радознали да видат што ќе се случи, каков ќе биде исходот. Трети снимаат со телефон, така, за жал, такво ни општеството искривено и така, секогаш реагираме нечовечки така, во дадени ситуации, не сите, не генерализирам. Не сите се разбира. Едноставно треба да се постави во така наречена кома положба. Што значи тоа? Пациентот
и тука не смееме премногу грубо да настапуваме, затоа што во тие моменти на таква згрченост на мускулите може да обидувајќи се да го сместиме во таа така наречена положба која што ќе му обезбеди најдобар проток на воздух кон дишните патишта, низ дишните патишта ние можеме да предизвикаме несакани скршеници, односно фрактури на некои од екстремитетите. Ова беше многу важно на самиот крај. Никако не смееме да се обидуваме да протнуваме нешто во уста, обично ставаат шпатули, лажички, така натаму, се што ќе им се најде во околината, може да направат екстракција на зап, дополнително влошување на забалото или фрактура на вилица, која што многу тешко се санира понатаму, така да не се прави ништо. Се поставува во една кома положба, затоа што многу често во текот на тој генерализиран тонично-клоничен напад се собира огромна количина на секрет во дишните патишта, а таа положба на лежење на страна, односно на бок, овозможува полесно isfрлување на вишокотечности, обезбедување на нормален проток на воздух низ дишните патишта. Ова беше најважниот дел, чинам, од целото ова наше дружење и се она што споменавме и кажавме за епилепсијата како состојба. Многу ви благодарам што ова утро особено ни откривте за тоа како да реагираме и како не треба да се однесуваме во случај да бидеме присутни и сведоци на еден епилептичен напад. Се надевам дека на некоја следна тема ние повторно ќе се дружиме во нашите утрински дружби секој ден од 6:25. Тоа беше доктор Марија Милановска од Neuromédica и говоревме за тоа како да се справиме со епилепсијата како состојба.